Програмата е прекината поради Play In. Викендов 3D киното ги репрезира најголемите хитови изминатово лето. За сите оние кои ги пропуштија имаат шансата да ги погледнат овој викенд. А кои ќе бидат тие филмови, погледнете во продолжение. Play In. 3D киното Битола овој викенд ви ги нуди најпопуларните филмови кои беа изминатово лето. А тие се оние кои ќе ни ги образложи Менче овој пат. Менче уште еднаш гостинка во Плейн. Менче, добре дојде. Добре ме најдов. Така, кои филмови овој викенд ќе бидат прикажани? Овие кои беа популарни, верувам, летово, така? Да, најпопуларните филмови ова лето ќе бидат повторно прикажани, тоа со намалени цени, бидејќи публиката летниот период е поодмори, па некои од насловите верувам дека ги пропуштија. Како што споменав, ќе бидат прикажани 6 филма, односно во сабота ќе имаме реприза на филмот Барајкија Дори во 18 часот, потоа продолжуваме со романтичната комедија Me Before You, или пред да те запознам, а потоа во 22 часот ќе се прикажува филмот Star Trek, а во недела ќе го прикажеме повторно Ice Age, во 22 часот ќе биде Conjuring, а во 20 часот ќе биде Легендата за Тарзан. 3D филмовите ќе бидат со цена по 150 денари, а 2D филмовите по цена од 100 денари. Значи, овој викенд да ги очекуваме, да речем, најголемите светски хитови кои беа ова лето. А за месец август што да очекуваме? Месец август обично е месец на комедиите, така што во последните 2 недели од август имаме 2 одлични комедии кои што се за различна публика. Прво од 18 ќе се прикажува филмот Лоши мајки, кој што ја обработува темата за изморените мајки и како мајките мора малку да се забавуваат. По тој повод, во соработка со Виола ќе се организира наградна игра и Виола ќе ги награди мајките со одлични изненадувања во рамките на нивните услуги. Лошите мајки или добрите мајки радите? Па мајките понекогаш се сметаат за лоши, самите си ја даваат таа критика, меѓутоа секоја мајка е добра мајка. Така што треба биде наградена со малку забава. Освен Лоши мајки, кои други филмови ќе сретнеме до крајот на месец август? На крајот од месец август има уште една комедија, Мајки Дейв бараат женски, ова е за машкиот дел од публиката, а исто така од 18 има и хорор трилер, Опасност од длабочините, историска драма Бен Хур, продолжува после овој филм, има и 2 анимирани хитови, Пит и Змејот, кој што е програмата на Дизни, а на крајот од месец август од Universal ни доаѓа Тајниот живот на милениците, на вистина одлична комедија за целата фамилија. Имате доста пофалби како институција, бидејќи нон-стоп сте во текст со сите наслови. Како успевате да ги пристигнете сите тие наслови, да ги организирате прво за прикажување, потоа да ги пронајдете тие филмови? Па да, ние ги добиваме сите филмски наслови кои што се нудат во овој регион, во Балканскиот. Има голем број на наслови кои што ние се трудиме сите да ги офатиме во нашата програма. Токму затоа имаме толку динамична програма. Еднаш во неделата се менуваат насловите. Значи, филмската недела започнува во четврток со премиерите, а завршува во среда, така што најчесто имаме 2 филмски наслови во една недела. И затоа се прикажуваат филмовите само една недела, за можеме да ги офатиме сите филмски наслови и битолската публика да може да ги погледне сите филмски изданија кои што се во рамките на еден месец. Менче, ти благодарам за издвоеното време и се надевам ќе имате голема посетеност овој викенд и па и до крајот на месец август. Да, се надевам јас. Play In.